Компјутерите и мобилните телефони станаа неизбежен дел од нашето секојдневие, а во голем дел од професиите тие се алатка преку која се извршува работната задача. Дури и малите деца пред да научат да читаат и пишуваат ги користат компјутерите и мобилните телефони за игра и забава, но лекарите предупредуваат, секојдневното користење на овие уреди носи голем ризик по здравјето на очите. Сувост и пецкање на очите се само дел од симптомите кои не треба да се занемаруваат. Живееме во модерно време, каде што животот не може да го замислиме без употреба на модерна технологија, од компјутери па се до айфони, смартфони, телефони и разни направи, кои ни го праваат животот секако дека полесно, но очите секојдневно така ги изложуваме на зрачење кое и такако е штетно за здравјето на нашите очи. Целата оваа модерна технологија емитува сина светлост која е штетна по здравјето на нашите очи. Од друга страна, проблем број 2 е фреквенцијата на трепкање. При нормалното трепкање би требало да изнесува од 12 до 20 пати во минута, а луѓето при работа на компјутер и на разни уреди така наречено забораваат да трепкаат и тоа е лошо за влажнување на окото. При работа на компјутер обично луѓето трепкаат и до 5 пати на една минута, што е тоа многу малку, бидејќи трепкањето овозможува нормално влажење на корнеата и заштита од биолошките и физичките агенции. Во спротивно, солзниот филм испарува и ствара микроареи на суви делови на корнеата. Поради јаката инервација на роговицата се појавува осеќај на печење, осеќај на солзење и чешање. И тоа може да предизвика микроабразии или микрогребнатини на корнеата со можна инфекција и последици по тоа. За да се спречи ова, на пациентите им препорачуваме вештачки солзи, за да ги користат повремено, односно кога им е потребно. Најмногу при работа на компјутер. На лицата кои секојдневно по повеќе од 6 часа користат компјутер или некој сличен уред во рамки на нивната професија, им се советува на одредено време да станат од бирото и да гледаат оддалечени предмети некоја минута. Преместувањето на фокусот ќе предизвика активирање и на другите мускули на очите. Секако дека неопходно е да работиме пред компјутер, затоа што така ни налага и животот, а и работата. Но јас би препорачала при секое притискање на копчето Enter, барем еднаш да се затворат очите, да се трепне, затоа што тоа го навлажува окото и така ќе се заштитиме од компликациите. Очите секојдневно ги изложуваме на зрачење на сината светлина. Сината светлина е препознатлива за човечкото око, но сепак предолгата изложеност може да биде штетно за здравјето на очите. Истражувањата потврдуваат дека очната леќа, природната очна леќа и пигментниот слој на окото, кој се наоѓа во задниот дел на окото, нудаат одредена заштита од овој вид на зрачење, но сепак при подолга работа треба да размислиме за адекватна заштита која ќе се носи по потреба. Адекватната заштита подразбира очила со заштитни и квалитетни слоеви. Лекарите секогаш апелираат здравјето на очите да се контролира барем еднаш годишно, дотолку повеќе ако постои секојдневна изложеност на зрачење од компјутерите и мобилните телефони. Во случај на постоење на проблем со видот, потребно е редовно да се носат очилата со стакла кои се посебно дизајнирани за заштита од штетните сини зрачења.